За неколку теми денес на пресконференции се обратија од Социјалдемократскиот сојуз до јавноста. Бараат одговорност за бегството на некогашниот член на УЧК Блерим Рамадани, кого Србија го бара со потерница, за лагата со балансерот и пожарите. Очајен е обидот на ВМРО ДПМН да спинува во овој случај, кажувајќи дека судот е виновен за куќниот притвор на Блерим Рамадани. Тошковски и Министерството за внатрешни работи се обврзани и се задолжени да го обезбедат притвореникот во куќен притвор. Кого се обидуваат со ваков спин да излажат? Зарем веруваат дека СДСМ не ги знае одговорностите и не ги знае процедурите? Тошковски сноси директна одговорност за бегството на Рамадани и за тоа секако дека треба да има одговорност. Но прашањето кое што треба да се постави тука не е дали избегал, туку дали го пуштиле. Дали може би ова е договорот или дел од договорот на Мицкоски, Курти и Сега всушност имаме еден надграден и проширен балансер со чија примена ќе биде надлежно собранието и ќе го раководи ДУИ. Ова е секако доказ дека коалицијата со ДУИ на ВМРО ДПМН е добро им функционира, а исто така може да се заклучи дека се прават и политички дилови под маса. Но она што исто така очигледно во целата оваа ситуација е и дека политичката партија ЗНАМ е целосно нема на овие случувања и целосно маргинализирана во оваа влада. Пустошени се 5% од вкупната територија на Македонија. Горат македонските шуми и национални паркови. Досега се изгорени над 1200 километри квадратна шума. Тоа почитување е 16 пати повеќе во споредба со лани. Во Македонски Брод, во околината на селата Брезница и Тажево, над 25 дена гори боровата шума на над 5000 хектари. Пожарот се шири кон јасен, а опожарената област е долга над 11 километри. Изгоре и Галичица. Пожарот веќе 10 дена бесне и се префали на Охридската страна на планината. Се уште има активни над 12 пожари според официјалните информации. Владата на Мицкоски и ВМРО ДПМН е потврди целосно во справувањето со пожарите и затоа мора да има одговорност.